Почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Струмица. Денес ние како советничка група на ВМРО ДПМН со коалиционите партнери, односно коалицијата за подобра Македонија, ги донесовме нашите предлози за решавање на проблемите на граѓаните на општина Струмица. Сите знаеме дека во најскоро време треба да се донесе буџетот на општината. Ние како советничка група односно коалицијата за подобра Македонија ги посетивме сите месни заедници како во градот, така и во населените места. По предлог на граѓаните имаме доставено, односно предложени од граѓаните и доставено до градоначалникот и Советот на општина Струмица некаде околу 300 предлози. Ако минатата година беа околу 200, при усвојувањето на буџетот за 2015 година, од градоначалникот од нашите 200 предлози беа прифатени околу 150, но за жал од тие 150 се реализирани само некаде околу 30. Како што реков, оваа година значи се околу 300 предлози и над 300. Што значи дека проблемите на граѓаните наместо да се намалуваат, тие се зголемуваат. Само за информирање на граѓаните ќе кажам дека нашите наведени предлози се од суштинско значење за основните потреби за едно нормално функционирање на населението на општината. Ќе ги набројам само неколку. Нерешените проблеми во водоснабдувањето, нерешени проблеми во канализацијата, нерешени проблеми при прифаќањето на атмосферските води, како во населените места, така и во градот. И да не ги бројам уште многу неасфалтирани улици и така натаму. Ако велиме дека општината е за сите, тогаш нека биде за сите, не само за одредена група на граѓани. Затоа е потребно, прво, градоначалникот да се зафати со решавање на нерешените проблеми од сите аспекти на нормално живење, затоа што за тоа е изберен. Да дојде во Струмица и да се соочи со граѓаните, да биде присутен при креирањето на буџетот и да даде приоритет на предлозите кои се од суштинско значење и во кој најголем број се предлози од самите граѓани. И благодарам.